Почитувани гледачи, еве сме во уште едно ново премиерно издание на емисијата Приказни од Угостивар. Искрено се надевам дека ќе го задржиме и вечер во вашето внимание. Да се најде во денешно време личност, млада, која што е амбициозна, полна со позитивна енергија, полна со ентузијазам, волја и желба, постојано да напредува, да работи, да се труди, уште повеќе и повеќе. При тоа, да биде голем екологист, влюбен во природата и во планината и уште многу други работи е навистина реткост. Една таква личност имаме токму во оваа емисија, а мене ми е особено драго што се работи за женско. Билјана Дабевска од неодамна наумовска е заедно со нас во оваа емисија. Добре ни дојде. Добре, ви благодарам што ме поканивте. Навистина е задоволство да бидам дел од вашата емисија. Билјана, многу е тешко човек како тебе да се опише и да се даде кратка најава за сето она што го содржи, како што кажував и претходно, но ако треба накратко да кажеме за тебе, би рекле дека си менаџер, сопственик на угостителски објект и хостел, магистар по дипломатија, експерт за образование за возрастни и сепак тоа не е многу кратко, најте да речеме накратко. Најпрво би те запрашала како си со здравието во ова време на пандемија, тоа е најважно. Фала му на Бога, до сега се е во ред. Се уште не сме се инфицирале со коронавирусот, се надевам дека така ќе остане и до крај. Меѓутоа, што ќе дојде, ние ќе си го примиме, пошто е природно, пошто еве сега се случува насекаде во светот. Се надевам дека и да дојде, дека ќе пројде, дека нема ништо лошо да се случи. Ние сме тука да зборуваме за убавите работи. Јас би сакала најпрвен да започнеме од ова место, каде што се наоѓаме сега, од ова едно убаво катче. Ќе ја кажеш неговата приказна, затоа што ова ви е еден семеен бизнис кој што трае со децении нанасат. Така. Тивко катче. Ова преубаво кафанче е отворено во далечната 1980 година. И тука не започнува нашата традиција во гостителство. Многу поодамна мојот прадедо имал, значи уште кога не постоеле кафанчиња во тоа време, имале визба и правеле вино и ракија. Зборувам за време пред да се изгради Мавровското езеро. Знаеме дека нели кога ги градат тие хидроцентрали го минуваат целиот биодиверзитет и тогаш комплетно е сменета климата во Гостивар и поради тоа ги губат посевите со лозие. Во тоа време имале доста посеви со лозие и правеле вина. Татко ми раскажуваше како се сечава со големи, огромни буриња, во кои што морале да влезат преку скали внатре за да ги исчистат и да ги спремат за наредната сезона. Значи тогаш имале визба во самата куќа во селото во Горна Бањица. После тоа дедо ми 60-тите негде години отвора ресторан, кафанче во центарот на градот, кај што се наоѓа сега чардак, мал чардак. Во тоа време се викала Вардар и решаваат да се преселат во Гостивар, продаваат се во село и ја градат оваа куќа и од 80-та година го отвараат ова катче кое што и ден денеска функционира и работи. Долги години татко ми го држеше кафанчето и тој беше духот и тој е креаторот уствари на се ова што е денес. Нажалост, татко ми почина и ние моравме да продолжиме да работиме со кафаната и драго ми е и ова е мојот сон. Ова е нашиот сон, ние сакаме ова да опстои, да продолжи и да има таа традиција. Да ја кажеме спецификата и карактеристиката, затоа што не се работи за обичен гостителски локал, туку тој што ги носи сите белези на она што значи традиционално и она што значи старо, а сепак споено во модерното. Така. Од тоа време има моменти кои што и ден денеска се тука. Имам и слики баш од маш ми кога славел прв роден ден тука. Истите, значи, од сводовите, од моментите кои што се низ целата кафана, се и ден денеска. И тоа навистина ме радува што од тоа време татко ми препознал дека треба да се направи кафана во етно стил. Затоа што знаеме, модерна кафана е модерна кафана, а тогаш немало во Гостивар во етно стил и затоа се одлучил на тоа. Што значи етно стил?
од секое ќоше цело мени да содржи нешто што ќе биде специфично, традиционално? Во менито имаме доста традиционални јадења. Ние многу се трудиме да служиме, посебно во летните денови, пошто во зимските не можеме, служиме органски производи. Да речеме, патлиџанот, тромакот, кој што ни е познат за ова поднебје, од кога излегува на пазарот, ние мора да го имаме на нашата трпеза. Исто така и сами си сееме кромитче, лукче, макдонос. Значи тоа сакаме да биде природно, чисто и органско. Месото исто така кое што го набавуваме е од планинските села. Нас специјалитет во ресторанот од тоа време и ден денеска ни е печење, јагнешко, јарешко и телешко, и тоа месо го земаме строго од планините и од планинските села. Сирењето ни е овчо, планинско, од кораб, тоа е навистина многу убаво. Сами си произведуваме ајвар и пинџур, исто така, значи, пиперката да биде од тие мали, жголјави, што се баш со нешто каснати, тоа е за мене знак дека е органско, дека е природно и дека не се користени пестициди. Тоа ни е многу битно, кажав, во делот со храната. Амбиентот. Како и што се уредува амбиентот? Амбиентот се уредува претежно со работи кои што се употребувале во нашето поднебје. Значи имаме носи, имаме албански носи, имаме чорапи од сите, во секое село кога одиме, кога шетаме, јас земам по еден пар, некогаш сакам да купам, меѓутоа луѓето се радуваат кога кажувам дека е за во кафана и дека тука ќе стои, и многу често и жени од селата ми даваат парче од нивната носија за да ја изложам тука, и мене навистина тоа ме радува. Ова покажува овој муабет дека многу сакаш да патуваш и дека често пати патуваш. Ајде раскажи ни нешто повеќе околу тоа каде се си била и какви се тие доживувања. Кога бев мала мислев дека никогаш нема да одам ни до Германија. Така се ми изгледаше толку скапо и толку далечно. Меѓутоа пораснав и навистина сватив дека се е многу едноставно и дека можеш да стигнеш кај сакаш во светот со малку пари, значи не мора со многу пари. Како дете сакав да одам многу во Америка. Америка ми беше сонот. Од факултетот одеа на размена на студенти и многу мои другарки заминаа. Меѓутоа, татко ми рече не. Ти, ако одиш, нема да се вратиш. Твојот карактер е авантуристички, јас тебе те знам. Имам една ќерка и не можам да ја дадам. Нема да одиш. Помина неколку години, ја бев навистина разочарана, затоа што ми беше прво тешко, зашто сакав да одам и да го видам белиот свет, а не можев преку универзитет, и кога го завршив универзитетот више немав прилика да одам. И еве ден денеска е така, тешко се вадат визи, значи не можеш да патуваш во Америка кога сакаш. Да, приликите се такви. Така, и во една прилика бев во Дојран. И запознав едно момче кое што ми кажа дека за една недела патува за брод. Викам, на брод? Каде? Америка. Како? Дали ти треба факултет, дали треба да си во некаков работен однос? Не, вика, ништо не треба, си аплицирав, еве ти број, ќе се јавиш таму, и тоа го сторив. Сама се пријавив, отидов во група од 500 кандидати, јас не знаев ни што треба ни за каква работа треба да аплицирам тогаш. Ама авантуристички дух. Авантуристички седнав и слушав, само слушав, овој вика за едно, овој вика за друго, и ја викам, топ, Бафет Стюарт. Имам кафана, знам од прилика да служам, и се пријавив за помошник конобар. Ја добив работата. Ја добив и за некои си 5-6 месеци отпатував за Америка. По договор со татко ми дека ќе биде тоа само еден договор, 6 месеци, и дека назад мора да се врати. И така и бидна. Отидов на брод се променив. И јас после тие 6 месеци комплетно се вратив нова особа. По кој смисол? Пораснав, почнав различно да гледам на работите, различно да ги ценам парите. Заработив доста пари и почнав да шетам. Запознав многу луѓе, многу пријатели. На брод беше навистина претешка работа, меѓутоа мене ме расположуваше делот на шетањата. Делот кога бродот ќе застане во Мексико и јас ќе излезам на саат време да го видам Мексико. Навистина саат време е многу малку, ама јас се трудев секој нареден пат да излезам и да видам уште нешто ново. И така го прошетав средниот дел на Америка, бев во Мајами, бев Мексико, бев Бахами, Кариби, Јамајка.
Многу. Да. Колку? Извинувам, го доживеав кросингот од Америка до Европа. 7 дена бевме на отворено море и го препловивме Атлантскиот океан за да дојдеме во Европа. Какви се тие искуства за еден млад човек кој што излегува од Македонија? Како ги доживеа ти? Дали научи нешто, велиш пораснав, созреав? Да. Меѓутоа, реално што учиш? На кој начин ги учиш? Со што се среќаваш секојдневно? Животни лекции, таму си сам. Заминуваш и си сам. Јас претходно не бев ни со авион летана, значи јас за прв пат полетав со авион. Сменив 4 авиони за да стигнам до Америка и кога јас заминав кога беше аеродромот во Скопје нереновиран стариот. А се вратив на реновиран и замисли од таков аеродром за прв пат леташ и слетав во Хрватска, од Хрватска Германија, Франкфурт мислам, од Франкфурт Њу Јорк. Кога слегов Њу Јорк, ја не знаев кај одам. Тоа не е аеродром, тоа е град. Нема излез, не можеш да излезеш на асфалт. Ама се снајдов. Јас сум во принцип, јас сум многу не сум срамежлива личност. Прашувам, татко ми ме учел за да не лутам, да си прашам. Тогаш јас учев англиски јазик во Работничкиот универзитет од прво оделение до 4-та година средно. Меѓутоа, навистина, кога не го комуницираш, не го зборуваш. Разбираш, меѓутоа потешко. Ама, со раце, со нозе, јас успеав некако да се снајдам, да се стигнам до хотел, утре дента повторно на аеродром и да летнам за Мајами. Билјана, многу пати го спомнавме твојот татко. Тој ти е идол во животот. Какви се совети и кој е најдобриот совет што си го добила од него? Човекот е жив додека учи. Татко ми секогаш тоа го зборуваше, прекрасна личност. Мислам, секој би рекол за својот родител прекрасна личност, меѓутоа татко ми навистина беше една прекрасна личност што не само мене, туку и градот жали за него. Беше народен човек. Народен човек, знаеше да помогне, знаеше да посоветува, за него не постоеа вера, нација, боја, граница, за него немаше граница. Тој правеше се. Неуморен беше и често ми вика малку да се стабилизирам за да не бидам како него. Зашто тој беше човекот кој што беше неуморен и правеше се. И авантуриста, и воркохолик, човек што се радуваше на понеделник. Единствениот човек што го знам што понеделник беше среќен. Зошто? Зашто му трга денот. И дали ти се радуваш на понеделниците? Искрено не. Јас се радувам на петоците. Зошто? Иде петок, иде викенд, иде авантура. Жалам што не сум. Јас ја сакам работата, работам, се трудам, сакам да дадам повише од себе, меѓутоа авантурата ја сакам многу повише. Човек е жив додека учи. Да. Тоа е најдобриот совет од својот родител што си го добила и понатаму си се држала до тој совет и си стигнала до магистар по дипломатија, како што рековме, експерт за доживотно учење и сега се префрламе од еднава на другата страна, значи да кажеме и за твојот ангажман во Работничкиот универзитет и за тој пат што го поминуваш во врска со доживотното учење. Како што ме најави, јас сум магистар по дипломатија. Меѓутоа, нажалост, знаеме каде живееме, свесни сме, тешко е да се стигне до едно работно место, посебно во Министерство за надворешни работи. Јас конкурирав неколку пати за да волонтирам, меѓутоа немав позитивен одговор и навистина бев разочарана. После дипломирањето заминав на Брод, па се вратив, па се запишав на постдипломски студии, за рекордно време ги завршив. Меѓутоа така среќата не можеше да запали за да се вработам во некое убаво работно место тука и продолжив да шетам. Почнав лето да одам за Миконос, Грција, таму исто доста убаво си поминував и заработував пари, се враќав назад и гледав дека татко ми и родителиве више почнуваат тажни да ми стануваат затоа што јас растам, а гледаат дека бегам. Значи бегам и се враќам. Бегам и се враќам. Ама еднаш решив дека ја ќе се вратам и ќе останам тука и енергијата и љубовта што ја носам, ќе си ја творам и ќе си ја создавам во Гостивар. Не во Скопје, не во друг град, во Гостивар. Живеев во Скопје еден период, па се вратив тука. Сега морам да кажам и за ова една работа многу интересна, баш од авантуристички аспект. Во Миконос во 2011 година, јас во лето работам во една таверна покрај плажа.
имав гости, маж и жена, така скромни луѓе кои што доаѓаа секој ден да ручаат во ресторанот и после кај мене да пијат пивце. Така се здруживме, тие не знаеа да говорат англиски, збореа албански. Ама јас, пошто сум од Гостивар, па знам да зборувам колку толку, мешам граматика, ама за да се разбереме зборувам. И луѓето премногу се израдуваа со тоа што успеа да комуницираат со мене. И така си ги частев пивце, се дружевме, додека еден ден не ме запрашаат од каде јас потекнувам. Како кажав дека сум од Гостивар, човекот се сврти и вика: "Знаеш, вика ли ти хотел Радика?" Викам, како не хотел Радика, најдобриот хотел, најубавиот хотел тука во Маврово. Вика, јас сум газдата на Радика. Викам, нема шанса, како може сега? На трето место. Се најдовме во Миконос, човекот е од Албанија, со сопругата и ми понудија да работам менаџер во бар, ресторан и кујна. И јас нормално кажав дека немам такво искуство, меѓутоа ми понудија дека ќе ме обучат, дека се учи, дека сакаат јас како личност, мојата енергија, јас како Билјана да работам во Радика и да бидам менаџер. Пробав тоа да го правам, некој пола месец, ради одредени други икс причини, не се пронајдов, дадов отказ и запливав во водите на образование на возрастни. Од тука отидов во Скопје во една фирма приватна, организиравме обуки за возрастни. Таму работев некои 2 години и повторно се вратив тогаш во Гостивар, заедно со татко ми. Татко ми ме земаше во работничкиот универзитет, затоа што јас и таму реално ме влече мене цела историја, од прво оделение до 4-та година средно, одев на курсеви, на англиски, на германски, па нели тука беше и пионерскиот дом, често тоа ми беше како втора куќа. Така да, татко ми ме земаше во работничкиот универзитет да им помогнам за одредени документи, за тие беа и како постара генерација со мејлот да им го работам ако требаше нешто да искомуницирам. И испадна, јас се уште не бев вработена, меѓутоа татко ми сакаше да излезе тој за да го земам јас неговото работно место и почна еден многу убав голем проект од Министерство за образование во Скопје од британски конзулат. Татко ми ме покани да одам со него и да слушнам нешто повише за образованието на возрастните. И тоа беше како да знаеше човекот дека ќе умре. Ме зеде, ме однесе. Одевме 4-5 пати заедно и тогаш се разболе. И јас на почетокот не сакав да продолжам, затоа што јас не знаев што треба да зборувам таму. Ама реков, не, ова е мојот сон. Јас, ако не одам, како ќе научам? И продолжив. Да. И продолжив на некој сама. начин и да ја продолжиш и неговата мисија. Да. И продолжив сама и тоа ми беше одскочната даска за да станам ова што сум денес. Експерт во образование на возрастни и запознав многу пријатели, многу луѓе кои што работат во Министерство за образование, во Центарот за образование на возрастни, тие се институции кои што соработуваме доста. Преку разни проекти ме праќаа на разни усовршувања, поминав 2 обуки за обучувач на возрастни, поминав обука и за јавно говорење, обука и за пишување на програми и од тогаш почнав и да пишувам програми за образование на возрастни. Во Гостивар досега немало такво нешто. Навистина тоа е потребно затоа што ние имаме доста млади невработени лица и млади и возрастни кои што не се вработени и кои што немаат никакви компетенции. И ние сме тука да им помогнеме да ги пренасочиме во некаква струка која што утре би била профитабилна за нив. Во моментов имаме неколку верификувани програми. Со тие програми соработуваме со Министерството за труд и социјална политика, односно со Агенцијата за вработување, бидејќи државата дава финансии за така ранливите категории на луѓе кои што им е потребна некаква обука и ни плаќаат и нас за да ја спроведеме. Така да ова е навистина досега го немало, е навистина супер идеја и супер работа што ја правиме. Имаме многу кандидати, во моментов ни тече обука за сладкарство. Имаме 16 кандидати. Да, Гостивар е познат по баклавата, по сладките, ама му фалат мајстори сладкари. Така. Млади лица се Млади и возрастни. Ние направивме заедно со агенцијата една листа на луѓе кои што мислевме дека навистина ќе им помогнеме со тоа што ќе ги уклучиме во обуката.
Меѓутоа, јас сум во план, ние ќе правиме уште други многу обуки, ќе верификуваме така да ќе опфатиме и поголема група на луѓе. Сакам да верификуваме и некоја машка струка, дали е заварувач или бравар, бидејќи имаме и фабрики тука, како Силика, како Картел, кои што работат со такви работи. Мислам дека ќе биде ова една успешна приказна со верификуваните програми. Ке го оставиме пак работничкиот универзитет, образованието за возрастни малку настрана, ќе се навратиме на угостителството, односно на хостелот. Покрај ресторанот, на твоја иницијатива отворивте и хостел, кој што е многу популарен меѓу странските туристи. Да. Јас како авантуриста не сакам хотел. Значи хотел во времето помина, заврши, тоа се за мене џабе потрошени пари и не само што се џабе потрошени пари, туку во хотел нема другарство, нема другарување. Јас имам пријатели во Маврово, имаат хостел и често одиме таму, ја виден денеска, и често запознава во луѓе странци кои што патуваа и кои што беа сместени во Маврово и ме прашуваат, кога кажувам дека сум од Гостивар, викаа провери во Гостивар немате хостел, што е работата, зашто? Па викам кај нас нема затоа што Гостивар не е туристичко место, немаме нешто што да понудиме тука за да има хостел. И од тука мислам дека мене ми тргна идејата, сватив дека уствари нешто ќе има. Ние, како што кажав и претходно, татко ми и неговиот проект Кафаната и куќата остана еден голем дел на последниот спрат кој што го изградивме, меѓутоа не го искористивме и направив едно мало истражување, го ставив соба, има Airbnb страна како букинг, ама Airbnb можеш да изнајмуваш и соба, можеш кревет, водневна, спална. И како пробно и јас како пробно, да. Толку многу имаше побарувачка, што дури лоши оценки ми ставаа затоа што не можев да ги примам. Не можеш сите, јас 2 кревета само во нашата куќа, дома. И им викам еден ден на мајка ми, брат ми, викам дајте да направиме хостел. И онака е тоа, и да не работи, ние ќе живееме. Значи ние не знаеме, можеби ќе има. И така го отворивме хостелот, го направивме и од првиот момент кога уште пред да го отвориме, што се вели, јас мислев дека букинг ќе треба малце подолг период додека ти го активираат профилот, тие веднаш ми го активираа и ја веднаш имав букинзи и тука се исплашивме, уште не беше ни спремно горе, а ние гости чекаат, сакаат да дојдат. Решивме хостелот да биде строго за странци. Не примаме луѓе од Гостивар, од Тетово, може би примиле некој од Македонија, ама ако се фамилија или ако се, например, за свадба па да преспијат или на скијање па да преспијат, да. Меѓутоа, за гости за една вечер или за наши, ако се од Гостивар, често се јавуваат, не, така во тој стил не го изнајмуваме, значи само за странски лица и досега поминале најразноразни видови профили на личности. Од каде се сте имале гости? Од секаде, уште само од Северна Кореја сме немале. Значи буквално од сите места, од Кина, од Јапонија, од Бразил. Дури од Бразил имавме таа, не ни беше гостинка, ми беше другарка, па седеше тука, живееше кај мене 3 месеци, заедно со мажот нејзин германец. Како реагираат странците на Гостивар, на неговата околина, на убавините што ги има градот, на спецификите што ги има? Навистина им се допаѓа Гостивар, јас секогаш ги праќам да одат во центар, нели, да си каснат баклава, да си пијат боза. Ги носиме и до Маврово. Јас тука сме ние, пошто влеговме во овој дел со хостелиерство, па имаме и поголема екипа на луѓе. На пример, имаме авантуриста кој што вози точак и носи луѓе во планина со точак. Имаме джип кој што нудиме исто тури ако сакаат да ги носиме со джип. Нудиме кампување, исто така и ние сме авантуристи, јас и сопругот, ние нонстоп во шатор сме изминативе 7-8 години, цела Европа, Алпите ги поминавме и вака. Зборувам за Италија, Австрија, Швајцарија и Франција. Алпите ги имаме сегде поминато и сегде со шатори и сегде на црно. Не да платиме кампинг. Криеме во шума, спиеме и утре дента го фаќаме денот. Сега имаме тука и нели пештера ова убавица и нудиме и такви тури, имам и пријател кој што е спелеолог, значи со опрема, со се. Има, навистина има што да се види. И многу беше интересно кога ги средувавме документите, кога барав помош од институцииве.
Зашто, вика, не можеш да отвориш ти хостел тука, вика, па Гостивар не е туристичко место. А кој вика дека не е туристичко место? Да, ама има многу. Навистина, Што да понуди. премногу странци го видоа Гостивар затоа што ние им понудивме смештај. Да. Уште на самиот почеток, во најавата го спомнавме и планинарењето и авантуризмот. Би сакала малку да ни кажеш и околу тоа. Како се чувствуваш, најпрво да те прашам, кога ќе бидеш на некој врв или кога сте во планина, вели со сопругот, веројатно и во некои тури организирани, да. одите. Какви се тие доживувања? Во планината го наоѓам навистина мирот. Мене планината ми е зачната од дете со татко ми. Значи, татко ми беше планинар, не во групи, беше сам планинар. Со мене, со мајка ми, со брат ми. Тој знаеше секој ден од работа, семејно, да дојде, да си го соблече оделото, да си ги облече планинарските работи, да си оди во Јеловце на планина. И љубовта за планинарењето, за авантурата, за шумата, за мирисот на шумата е од татко ми. Најубаво се чувствувам кога сум во шума. Секоја прилика ја гледам да избегам во Маврово. Ние со сопругот и подолг период сакаме да се преселиме на Маврово, баш поради чистиот воздух кој што овде нажалост го немаме и поради убавините што ги нуди. Ама се надевам дека и тоа ќе биде во скоро време. Малце се плашевме како тоа ќе биде со многу обврски, многу работа и многу трчање, ама ако јас наоѓам секој ден време да се качам во Маврово, тогаш ќе значи се тогаш ќе си одам да си спијам и са бајле ќе се вратам. Да. Се надевам искрено во блиска иднина дека и тоа ќе го направиме. Зборувајќи за планините, за убавините, начнавме темата и на екологијата. Да. Ти си екологист, беше и дел од Стоп Русино. Стоп Русино, да, иницијативата. Точно така. И пред да постои Стоп Русино го гледам од собата. Значи, кога и да се запали, кога и некаква нова промена да има, јас директно ја гледам. Русино, нажалост, не труе многу години и че не труе уште многу години. Да, болна точка е на Гостиварчани, меѓутоа некако не најдовме. Знаеш, Љупка, кога викаат дека е нешто алармантно, нешто е алармантно, ќе пукне и сите ќе ве убие. Русино беше тоа. И јас сум убедена дека државата може да најде, да се справи механизми било какви за да го затвори да ја затвори таа потенцијална бомба горе. Ама едноставно немаат слух. Дали е тоа за бизнис, дали не навлагам понатака, ние пробавме, се боравме, одевме на состаноци и блокиравме, и ноќи не спиевме, и кај министерот на состанок бевме, јас видов дека тука нема слух едноставно. Ние дојдовме на разговор, тие тука излегоа со објава дека ние сме се договориле, а не се договоривме, значи не се договоривме, затоа што не можеме да се договориме ние тројца кои што отидовме таму, а групата ја сочинувавме 23, значи не можевме ние тоа да го направиме, меѓутоа како што све се одвива во државава, така и тоа, само што излеговме, направивме стапка надвор од министерството, излегоа со објава дека ние сме се договориле за 5 години и јас тука се разочарав и излегов од групата Стоп Русино и ќе продолжам да се борам сама. Затоа што ние и претходно тоа го правевме. Ние знаеме често да станеме од Сабајле и да видиме дека има некакво загадување и да се качиме до Јеловце да видиме од каде иде тоа загадување, па да одиме до местото кај што се загадува, па некогаш влагаме во конфликт со луѓето. И ќе продолжам тоа да го правам. Да, ќе се борам за чист воздух, ќе ги опоменувам луѓето кога фрлаат цигара на улица или ѓубре, ќе ги опоменувам кога палат, ќе им кажувам дека не е во ред да палат, тие да седат тука да дишат. Ако настрадам некогаш, се надевам дека нема да настрадам, ама и да настрадам, тоа е. Сега ќе се бориме, мора да се бориме. Во душа, да, борбата за чиста животна средна. Борбата продолжува. Да. Никогаш не запира. Так. Зборувавме за кариерата, зборувавме за патувањата, зборувавме за авантурите, зборувавме за екологијата. Ајде сега малку да зборуваме за женските работи. Ајде. Затоа што една жена треба да се негува, треба да гради свој стил. Како Билјана се негува себе си? Билјана, како што гледаш, авантуристички тип. Јас имам малце поспецифичен момент кога сакам нешто да облечам и знам да го носам, не се срамам од тоа и со одгледувањето. Не сум тип кој што после туширање ќе си земем лекци за тело, значи не сум до толку во тој дел. Сакам да си посетам козметичар,
Сакам да си правам промени. Пред многу години, кога бев малечка, мајка ми ја пушташе косата и таа ми ја шишеше помалку затоа што сака така, имав долга коса, буквално до многу долга коса, 1 метро коса. Ама едно са бајле така станав, ја бев трето оделение, многу бев мала за да имам толку јак карактер, отидов кај фризерката Румена и реков мене ме пратија да ме шишат. Сама? Да, и Румена ми шиша дотука, кратко. Кога дојдов дома, добив првиот шамар од мајка ми. И од тогаш ми крена, да, имам така малце поинтересен, пошарен стил. Знам од долга коса да ишишам кратка. Тоа што ти е внатрешно фактички го... Да, си го презентирам и надворешно. Така. А Да. колку е тешко да се најде тука парчиња облека и она што како додаток сакаш да го ставиш? Па да, реално јас во Гостивар многу ретко си пазарувам. Претежно некои шик стварчиња си ми се од Европа. Таму па и реално имам и многу повише избори, многу поевтини работи. Нешто што наоѓам на интернет, да речеме овие ствари си ги нарачувам од AliExpress, гардероба не можам пошто знаеме каква може да стигне. Да, претежно шетам. Сакам да шетам, не сум тип што оди во продавница, во бутики, пробува, не. Јас ако го видам парчето, вака го земам и го пробувам дома. Так, зборувавме за многу работи, многу теми чепнавме, сега на крај би сакала да те прашам какви ти се плановите за воиднина, затоа што верувам и од она што го чувме дека твојот дух нема да се смири, ти си неуморна личност и ќе сакаш уште многу повеќе и уште многу работи. Од она што можеме да го кажеме, не Така. Јас имам многу големи планови за воиднина, не планирам да се заминам од Гостивар, не планирам, ако заминам тоа ќе биде во Маврово. Сакам тука да продолжам да го градам својот живот и својата кариера. Нема да откриам. Следи уште една интересна работа која што ја спремам сега во текот на овие месеци. Тоа би било негде таму после септември. Во принцип, планирам да останам тука, да творам, да го продолжам сонот на татко ми, заедно со мајка ми и со брат ми, и да видиме. И една порака до сите, особено до младите, оти во ова време, денешно, мој впечаток барем е дека постои една општа апатија, младиве повеќе сакаат да се жалат отколку да работат или да вложуваат во себе си. Така. Порака од тебе. Порака од мене кон сите млади е да го прават тоа што го сакаат. И ако не трчаат за сонот, никогаш нема да го стигнат. Не можеме да седиме, јас можев да седам дома да кукам и да се жалам на моите, пошто тоа и го правев на почетокот, вие не ме оставивте јас да бидам глумица. Јас од мали нозе сакав да бидам глумица. Мене кога ќе ме праша од мала до 4-та година средно, јас сакав глумица. Јас сум внука на Димитар Митко Томовски, кој што бил режисер и директор во културниот дом и воедно посмртно му имаат направено документарец Срцето на градот Гостивар. Го има и во книгите, сега гледав, баш се јави, отидов до културен дом, Ѓорџи ми даде книга една, кај што гледам на секоја страна го има дедо ми во таа книга. Навистина беше еден доајен и јас од него, и носам и внатрешно генетски способности за глума, сум глумела, сум била дел од културно-уметничкото друштво, ама родителите не ме оставија, знаеш како е Љупка, немој на драмски, нема работа, нема пари, нема заработувачка, нема шо на дипломатија, еве мене ме чекаат во Министерство за надворешни пари да ми дадат. Мислам, треба да луѓето да се борат за тоа што го сакаат. Мене ми е криво што не се изборив да кажам, окей, јас нема да студирам, ако не ме оставите да студирам на драмски. Ја така малце сум помека особа и дозволувам малце да ми се наметнат, зборувам родителите, не околината. Добро, и тие години кои што се помлади, некако ги примаме од родителите советите. Јас имам и зет во Скопје, тој е режисер, успешен режисер, па и тој исто кажа дека не драмски, не е убаво, знаеш, биби, тоа не е, па не знам глумиците, па не знам таму се алкохолизираат, пова прават, она прават, нема врска. Значи јас мислам дека, окей, треба да си го правиме тоа што го сакаме и да се бориме за тоа. Јас завршив факултет од љутина, јас навистина не бев заљубена во јавна администрација и политички науки, воопшто. Јас само бегав од математика.
Јас сум слаб математичар и бегав од математиката. Ама си рекла ќе го завршам. Ама реков ќе го завршам. завршам за да видиме сега, ајде, дали тоа нешто, значи тоа е еден документ кој што јас досега верувај во ние една сфера го немам употребено, мислам, за ништо ми нема помогнато во животот. Меѓутоа, треба да се прави тоа што се сака, треба да се бориме, треба да трчаме, треба многу да работиме. И среќата сама ќе си дојде. Да, народски кажано. Ако се дека жалиме, ръкави, да, можеме да се жалиме. И јас сум се жалила, знам како е да се жалиш, лесно е да се жалиш, ама со самото жалење ќе бидеш и несреќен. И можеш само да стонеш, да тапкаш во место и нема успех. Така, а вака имаш сон и трчаш за тој сон. Се надевам дека овие твои зборови ќе допрат до публиката, особено до младите. Многу ти благодарам, ми беше задоволство и ужива во разговорот. Ќе се гледаме и во други прилики, Исто се разбира. и мене. Убави многу прилики. Исто и мене ви благодарам што ми се јавивте, што дојдовте, што си муабетивме, што ќе го кажете, ете, моето искуство и мојата авантура од животот и можеби ќе поттикнеме некого да промени нешто едноставно. Да, тоа ни е и целта. Почитувани гледачи, вас ви благодариме за вниманието. Се гледаме наредниот четврток.